Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка, овој пат со поднаслов Македонците не биле грци, бугари ни црви. Познато е од нашата и светската историографија дека македонците не ни стигнаа да возобноват својата древна македонска држава и да се ослободат од османлиското робство, а повторно беа поробени, овој пат од други поробители. Тоа се нашите соседи со нивните сојузници кои што формираа Балкански сојуз, кој го сочинуваа Грција, Србија и Бугарија. Денес по освободувањето на македонската држава од рамките на Југословенската федерација повторно имаме истата ситуација. Се чини Балканскиот сојуз повторно е воспоставен. Зашто ова го велам? Едни ни го оспоруваат името, други јазикот, трети црквата, а четврти звецкаат со оружјето. Ова не е нити случајно, нити наивно, туку е координирано и синхронизирано. Поради тоа и таква стратегија треба да градиме. Да видиме што е заедничко во настапите на нашите соседи низ историјата, но и денес. Што ги врзува? Што ги чини сојузници во оваа ситуација? Прво, тие сите создадоа своји држави на територијата на некогашното Македонско царство, на територијата на некогашната македонска држава. Сите приграбија дел од таа античка македонска држава. Или поточно, зазедоа некои од етничките простори на древните пелазги од генот на венетите. Друго, сите тие асимилираат дел од тоа македонско, пелазгиско или венецко население кој што живееше на тие простори. Ги асимилираат дури и ромите, кои што антрополошки се разликуваат од нив. Не им сметаше тоа. Сите одред да ги асимилираат дури и ромите. Сите тие се унитарни држави во кои што други нации и народи не се признаваат. Што им е друго заедничко? Сите тие не присвојуваат. Грците велат дека древните македонци биле грци. Меѓутоа не сакаат ни да чујат за венецката, што ќе рече словенска етногенеза на тие древни жители на Македонија. Ни случајно не сакаат тоа да го признаат. Нашите западни соседи, албанците, ја приграбија историјата на илирите и драданците, се прогласија за нивни наследници. И тие не сакаат да чујат да во нивната етногенеза, односно во етногенезата на илирите и дарданците постои венецка, што ќе рече словенска компонента. Иако знаеме од претходните емисии дека Херодот децидно во својата историја, уште во 5 век пред Христа, децидно запишал. Книга 1, глава 196. Илирите се венети, што е синоним за словените. Тоа го видовме во претходните емисии. Бугарите, од друга страна, велат дека се словени, иако антрополошки ни приближно не наликуваат на словените. Мене не ми смета тие што се прогласија за словени. Тоа е нивна работа, јас нема да се мешам во нивните внатрешни работи. Меѓутоа ми смета кога мене ќе ме наречат бугарин, кога ќе ми го оспорат мојот мајчин македонски јазик. Јас сум ја шетал попреку Македонија, по сите краишта, досега немам сретнато жители со жолт тен, со искосени очи и со испакнати јабучици, така како што имаат етничките монголи и татари, чии представници се бугарите, дојдени во 6 век, во 680 година од новата ера на Балканот. Исто така и србите. Велат, древните македонци биле срби. Неверојатно. Александар бил србин, а српска држава во тоа време, како ни Грчка, не постоеше. Овде имаме еден неверојатен податок. Можеме ли ние во исто време да бидеме и срби, и грци, и бугари? Секако дека тоа не е можно. Зато денес на Балкану имаме абсурдни ситуации. Имаме ситуација тројца браќа, родени од една мајка, од еден татко, кои што во различити периоди од своето живење ја напуштиле својата земја како печалбари, заминале
во странство да има три ентитета, да се од три народности. Тоа само кај нас може. Зашто ова го велам? Имаме примери кога еден од тројцата браќа во времето на кралството на србите, хрватите и словенците со тогашен пасош од кралството на србите, хрватите и словенците како србин замине во странство на печалба како етнички срби. Другиот да замине во времето на бугарската окупација од 1941 до 1944 година со бугарски пасош како етнички бугарин, а третиот си остане во Македонија со македонско етничко потекло. Кога се состанат, замислите, тројца браќа, оден татко, една мајка разговараат како луѓе со три различни ентитети, како бугарин, србин и македонец. Затоа имаме ситуација во Балканските војни да брат пука во сопствениот брат, припадници на две војски, на два народи, затоа што имавме ситуација која војска поминала, таа собирала регрути до дека. Па се случуваше брат на брат да мора да пука. Од овој срам што побрзо треба да се ослободат како нашите соседи, така и нивните европски сојузници. Тоа може да го направат единствено со извинување до македонскиот народ, но и со евроатлантските интеграции. Поинаку не може. Што е друго заедничко за нашиве соседи? Сите приграбија од нашата древна историја, од нашето миното, од нашите дејци. Така имаме ситуација, грците го приграбија Аристотел и Александар. Замислете, оној Аристотел роден во Македонија, чиј татко бил кралски лекар на македонскиот кралски двор, чиј дедо бил кралски лекар на македонскиот кралски двор, чиј парадедо исто така кралски лекар на македонскиот кралски двор. Во Атина бил сметан за меток, за дојденец, за тугинец, генерал на Александровата војска или окупаторски филозоф. Да не избегаше од Атина, ќе дочекаше веројатно судбината на Сократ да биде екзекутиран поради обвиненијата против него што беа подигнати за непочитување на атинските богови и штетно влијание на младината. А зашто и да ги почитува атинските богови кога тој си имал свој македонски? Иста е ситуацијата со Александар. Потомок на древните пелазги, со венецка етногенеза, прогласен за грк. Иако грчка држава тогаш видовме не постоеше. Првата грчка држава е од 1830 година. Да воскресне од негде, да види што се чини и како го прикажуваат, мислам дека во гробот ќе се преврти. Други ни го присвоија Самуил и Кирил и Методи. Нив сакам јавно да ги прашам. Дали можат да ги замислат светите браќа Кирил и Методи, како и Самуил, во своите мисии, дали воени, дали мисии на просветување, качени на конј, во свилени шалвари, со бричени глави и со 3 до 7 перчини зависно од статусот, со стап во раката, а на него конјска опашка на место знаме, а под седлото живо месо ала татар бифтек. Дали може тоа да го замислат? Дали тоа може би го виделе на некоја фреска, на некоја графика, на некој приказ? Трети го присвоија цар Душан и Марко Крале. Оној цар, кој што според Љуба Стојановиќ, српски академик, кој 1905 година напиша книга Стари српски записи и надписи, во кој што извади еден документ кој што го има на еден од чешките археолози, во кој се вели, се прикажува цар Душан како македонски цар и владетел на србите, угровласите, хрватите, бугарите, грците и така натака. Нашата историографија треба да докаже кога тој постана србин. Четврти ни го присвоија Ѓорѓија Кастриот. И ни сакам нешто да ги прашам. Кога Ѓорѓија Кастриот, наречен од турците новиот Искендер, што би значило новиот Александар, стана Скендер? Кога тој ја прими муслиманската вера, ако знаеме дека муслиманската вера дојде на Балканот со доаѓањето на турците, а државата на Ѓорѓија Кастриот беше освоена од турците 20 години по неговата смрт. И трето,
Како може еден Скендер, уште и бек, да биде закопан во дворот на една катедрална црква како што е онаа во Леска, каде што тој е закопан и каде што го најдоа албанските археолози. Друго што е заедничко за нашите соседи, сите ја приграбија древната македонска митологија. Сите ја приграбија црквата македонска. Иако сите тие потекнуваа или беа дел од Охридската патриаршија, подосна архиепископија. И тука треба нашите историографи да дадат одговор кога патриаршијата стана архиепископија, знаејќи дека според црковните канони еднаш донесена одлука на врховниот поглавар на христијанската црква и највисокиот црковен орган, Вселенскиот собор, нивните одлуки се вечни и непроменливи. Што е друго заедничко за нашите соседи? Сите тие прифатија погрдни имиња за своите држави. Така србите прифатија дека се сервилен народ, слуги. Бугарите прифатија се волгари, болгари, во пежоративна смисла простаци. Грците, оние кои што грчат, оние кои што кркорат или зборуваат неразбирливо. Затоа ли ни препорачуваат да си го смениме името, за повеќе да им прилегаме во тоа заедничко друштво, но поградно наречени. Ние таква потреба немаме. Не ме е чудно зашто сите тие добија и прифатија поградни имиња. Па нивните историја им ги пишуваат тугинци и ми ја сервираа како готова историјата. Тие само ја прифатија. Затоа сакам да им порачам на овие наши соседи, нека се замислат дали нивните пријатели, така наречени пријатели во наводници и сојузници, навистина ми се пријатели и сојузници и што им спремаат во иднина. Друга заедничка карактеристиката за нив. Сите се прогласија за антички народи. Иако ниеден од нашите соседи немаше држава, барем не под истото име во антиката. Ниеден од нив не е запишан во Библијата. Значи сите тие се ново компонирани од 680 година па наваму. Од друга страна, да видиме каква е состојбата со македонците. Нас не именуваат како новокомпониран народ, како дојденци, натрапници на овие простори. Јас не знам како може да име дојденци и натрапници да се позиционираме во централниот дел на Балканскиот полуостров, да прелетаме од Канифот зад Крапатите и да се вгнездиме. Сите тие древни антички само ние дојденци и натрапници на овие простори. Не нарекуваат Титова или Коминтерновска творба. А што гледаме од друга страна? Единствен народ кој во древноста имаше своја држава, и тоа најстарата во Европа, тоа се македонците. И со исто име обстојуваме до ден денес. Со уставното наше име. Од друга страна, ние сме единствениот народ, не само на Балканот, во Европа, запишани во Библијата, како библиски народ, со истото ова наше денешно уставно име. Затоа сум особено гневен, кога ќе се подсетам, како изминатиот период, така речи 50 години, нашите историчари и политичари во секоја прилика тврдеа дека ние сме млад народ и млада држава, не баре некрстени. Само уште да кажаа дека сме коминтерновска творба, па да и јавно да потврдат тезата која што ја промовираат нашите соседи. Што можеме да заклучиме? Се наметнува заклучено дека ние не можеме во исто време да бидеме бугари, срби и грци. Можеме да бидеме само едно. Но ни едно, ни друго, ни трето. Ние сме едноставно македонци. Сме биле, сме и ќе си останеме македонци. Тоа значи и нешто друго, дека тие може би се или биле во минатото македонци. Нишкако поинако. Од 1991 година, кога Македонија се осамостои од тогашната Југославија, од кога почнаа да се преведуваат древните автори, кога станаат достапни на македонската јавност, ние си ги осознавме своите корени. А сега можеме да кажеме на нашите соседи, па и на целиот свет, знаеме кои сме.
Никој веќе не ќе може да ги сели македонците во задкарпатските мочуришта и нивните древни огништа, од нивните древни огништа и да ги препушти на некои други, да може да ги завладее. Што велат нашиве соседи, но и нивните сојузници? Велат, не си ја знаеме историјата, не си ги знаеме древните корени, треба да си ги најдеме, но да не ги бараме во древноста, да не ги бараме во антиката. Јас сакам јавно да им кажам, ние знаеме кои сме. Од времето кога е создаден најстариот култ за големата мајка, за Божјата мајка, според која ние го носиме своето име. Видовме во една од претходните емисии дека Македонија значи земја на Божјата мајка. По 3 основи тоа го докажавме. Исто како што своето име го носиме и по богот Македон. Од тие времиња, од пред 8-9 милиони ние сме биле, сме и ќе си останеме македонци. За нас е доволно само да се спомне името Македонија или македонец и да се знае кој си, што си и од каде си. Затоа во оваа прилика сакам да им кажам, да ги прашам нешто нашиве соседи. Браќа мои, грци, срби, бугари и албанци, сите вие, заедно како и јас, потомци на древните пелазги од генот на венетите, дали вие знаете кои сте? Зашто ова го прашувам? За да се разбере што е Грк, треба да се напише цел ферман, да не кажам цела книга. Треба да се појде од Данајците, па од Хелените, Ромеите, Јунанистанците, да се дојде до грците. И пак ќе останат нејасноти. Права наша балканска турлитава. Да се разбере што е бугарин, прво треба да се појде од татарите, монголите, куманите, печенјезите, словените. Повторно да се напише цел ферман и пак ќе останат нејасноти. Да се разбере што е албанец, треба да се почне од илирите, дарданците, тоските, гегите и пак ќе останат нејасноти. И за нив треба цели фермани за да се разбере кои се. Што да кажеме за нашите северни соседи, за србите? За да се разбере што е србин, треба да се почне прво од трибалите, илирите, дарданците, расите или рашаните, преку словените да се разбере кои биле нашите северни соседи, србите. Што друго да ви кажам, браќа мои? Вам ви треба нова историја, а не нам. Ние точно знаеме кои сме. И од древните записи, и од нашите сеќавања. Меѓутоа, за да осознаете кои сте, треба да се напишете вие своја историја, не нас да ни препорачувате да пишуваме нова историја. Меѓутоа, таа историја да се напишете сами, не други да ви ја пишуваат. При тоа да не заборавите да вметнете историјата, во вашата историја, историјата на древните пелазги од генот на венетите. А дотегаш, додека тоа го сторите, докато си напишете таа своја историја, и вие имате право да знаете кои сте. Затоа не ви требаат ниту историчари, ниту политичари. Доволно е да си пробуричкате по своите ковчежиња, по своите касели дома, по своите стари шифонјери или подруми, да видите што од носиите, облеката и народните носи ви оставија вашите древни предци. И да си најдете, ако немате едно огледало, едно убаво големо огледало, се разбира неискривено. Што тогаш, како тоа можете да го искористите? Ако во своите домови најдете бела облека, а во огледалото, кога ќе застанете пред него, погледате лик на човек со темно модер тен, исти она како во што има оние што дојдоа од Египет, вие ќе знаете кои сте. Ако во своите касели најдете свилени шалвари, а во огледалото видите лик на човек со жолт тен, коси очи и испакнати јаболчици, пак ќе знаете кои сте. Ако пак во огледалото видите човек со бел лик, особено ако тој има руси коси и сини очи, како што имаше Александар III Македонски,
како што имаше Менелај, Агамемнон и Елена, како што има Клита и Мнестра и Фигенија, како што имаше богињата Афродита, пак ја знаете кои сте. Што друго сакам да ви препорачам? Што друго сакам да ви кажам, браќа мои? Во ова зовриено буре барут, наречено Балкан, во кое што секој со секого е закрвен, само древното, заедничко, пелазгиско, венецко минато треба да не може да не сплоти. Затоа негувајте го. Прифатете ги границите онакви какви што се, за вечни и непроменливи, а културно можеме да се поврзуваме колку што сакате. Не дозволувајте некој друг, многу помеќен, кој што живее од воено профитерство, да ви ги мати водите. Посебна порака сакам да испратам до моите браќа од православна вероисповест. Нив ги препорачам. Чувајте го ова парче слободна македонска земја како зеница во окото. Ако го сочувате, ќе се сочувате и себе си. Не го ли сочувате, не можете ни себе си да се сочувате. Ако ова сега не го разберете, ќе го разберете многу подоцна, но мислам дека ќе биде предоцна за нешто да исправите. За да видите зашто зборувам, да ви стане појасно, погледнете етничката карта на Балканов и погледнете ги етничките процеси што се одвиваат последниве 170 години, ќе ви стане јасно. Ова свето парче земја е библиска земја. Заведена е во Библијата уште од првата библиска книга Битие. Некој велат пишувана е од 600-та, некој 1350 година пред Христа. Во неја Македонија се спомнува 28 пати. Затоа велам дека е света библиска земја. Неа Бог ја чува. Ако го сквернавите македонското име, бидите уверени, ја сквернавите Библијата. Апостол Павле од Македонија тргна да го шири христијанството низ Европа и светот. Првата христијанка е во Европа е македонката Лидија. Во Библијата тоа е запишано. Не го пишуваше некој наш македонски националист. За вечерва толку, ви благодарам. Во идната емисија ќе зборуваме на тема древните македонци не биле Грци.